Се запознав некога се враќав од пат. Мислам, јас сум трговски патник и ги најдов напад. Така ми беше здодевно сам. Вопшто, пријатно е да се патува со толку шармантни жени. Имате убава кола. Јас многу сакам токму ваква. Широка е, удобна, за се. Вие доаѓате од далеко. Веројатно сте трговски пат. Погодив, нели? Да, погодивте. Трговски патник на фабрика за чоколади. Трговските патници се мошно осамени луѓе. Постојано на пат и секогаш сами. Да не сте и вие еден од тие друмски осаменици. Знаете како е. Човек не знае каде е повеќе сам. На пат или дом. Господинот значи има во својата куќа некој плашил. Што се однесува до плашилото, сгрешивте. Не сум женат. Нели? Сите велат така. Сите мажи се исти. Бев женец. Сега не сум. Впрочем, што е тоа важно ако луѓето се сакат? Знаете како е. Смртта демне на секој чекор. А вие? Како се викате вие? Весна! Не знам што ви е потребно да водите такви сериозни разговори. Подобро или да се зборуваат умни работи или да се слуша музика. Во секој случај пријатно е кога човек има покрај себе еден джентлмен. Чувствувам дека вие сте тоа, нели? Мислам, не сте некој стисто. Чудно е тоа, а секогаш е така. Кога на човекот му е најубаво со некогов, тогаш средбата трае куса. Ете, уште малку треба да се разделиме. И кој знае дали некогаш повторно ќе се видиме. Дали би сакале да застанеме покрај мотелот или да поседиме внатре? Тоа е невозможно. Брзаме. Имаме една средба. Не би останале долго. Би спиле по едно кафе и толку. Не, сега не. Друг пат. Навистина друг пат и тоа со задоволство. Знаете што? Ќе ви го дадам бројот од мојот телефон. Јавете ми се, јас сум цел ден дома. Секако да, ќе ви се јавам уште утре. Ете, така се запознавме. Весна? Ти си? Се сеќаваш кој сум, а? Да, вчерашниот пријател, од патот. Што е возев со кола. Се сети, нели? И еве, веднаш ти се јавувам. Слободна ли си? Да? Ќе те чекам пред хотелот. А потоа? Ќе видиме. Ќе отидеме некаде. Да, секако на вечера.
Потоа појдовме по скалите горе. Одеднаш застана и ми рече: Чевлите ме стегаат и не се веќе нови. Просто се срамам кога сумете со тебе, а толку сум лошо облечена. треба да купиш нови. Да, но чевлите не се ефтини. Поевтини добри чевли од 50.000 нема. Разбирам. Еве ти пари. Потоа отидовме во собата и бев неуспешен. Ме шокира ова со чевлите. Зошто токму тоа ми го кажа кога одевме горе? Јас не сум свикнал да бидам интимен со продадена стока. Верувајте ми, до тој миг страшно ми се допаѓаше. Својот неуспех го доживеав мощнемачно. Очекував дека ќе бидам среќена, станав нервозен и почнав да се потам. Таа ми рече дека годините го прават своето и почна да ме гали како да сум лигаво дете. Сите обиди останаа безуспешни. На враќањето се зареков дека ќе го измијам својот срам. И наредните денови ја зедов со себе на едно свое патување. Веќе знаете дека и там со денови се повторуваше истата мачна слика. Зашто инаку не ќе бев сега тука кај вас. Гледате колку сум вознемирен. Мислам дека секоја друга болест би ја поднесол машки. Но ова не можам. Јас не сум толку стар за да се збогувам со сето тоа. Сите ваши обиди по мотелот треба да ви дадат одговор на прашањето дали сте маж или не. Така е. Но јас почнав од неја да се плашам. Таа знаеше да биде цинична. Колку се ближеше моментот на интимноста, станува се повеќе психички напнат. Просто се тресев од возбуда со прашањето дали ќе успеам или нема да успеам. А после неа, дали не побаравте и други можности за потврдување? Ќе бидам искрен. Побарав. И секогаш беше лошо. Во случајни средби, нели? Во случајни се разбира. Ова ви го зборувам само на вас. Што би помислила за мене ќерка ми. Таа има 20 години и многу личи на Весна. Сега знам што помислив она на скалите кога се случи со чевлите. Помислив, а што ако и мојата ќерка го прави сето ова со некого? Тоа го помислив. Мислата пролета и згасна, но ете потоа не можев да се отргнам од впечатокот дека Весна личи на ќерка ми. А да видите, кога човек внимателно ќе се загледа во едната и во другата, тие воопшто не личат една на друга. Но ете, мене тоа така ми се чини. Зошто го прекинавте разговорот тука? Зар разврската не доаѓа токму сега? Сакав ние самите да го проанализираме случајот и да одговориме на прашањето што се случува со овој човек. Ќе ви дадам уште некои информации. Тој е разведен повеќе години, вели дека по карактерите со жената не биле усогласени. Има 2 деца, ќерка и помал син. Тој е добар татко, децата го сакаат, а и тој ги сака нив. Што уште? А да, произлегува од едно мощне патриархално семејство и мощне е бил врзан
за авторитетот на таткото. Кога е така, зошто на ваков начин стапува во врски со непознати жени? Веројатно затоа што е човек. А ете немал сила да се носи со сето тоа. Не знам како тоа да го кажам, но чувствувам дека тој доживува презир спрема самиот себе поради она што го прави. Мислам дека тоа би го доживеал и јас на негово место. Мишо рече дека трговскиот патник плука самиот на себе поради своите поставки. Тоа е секако така. Тој всашност се срами заради нив и вели дека многу би се срамил пред својата ќерка. Тој е всушност неговиот став спрема себе, спрема собствениот морал. А зашто тој споредува својата ќерка со онаа жена? Таа Весна не ми е симпатична. Ја споредува зашто се плаши од слични постапки на собствената ќерка. Тоа е сосема јасно, нели? Тој не сака неговата ќерка да биде како Весна. Сето тоа се чувства на вина. Целиот негов морал се буни против таквите настани. Тој не се вклопува во неговите собствени обиди да биде слободен. Тој всушност никогаш не може да биде ослободен од собствените критериуми за добро и зло. Тука ми падна уште нешто во очи. Човекот рече дека откако се случило она на скалите, Весна уште повеќе му личела на неговата ќерка. А потоа за чудење самиот заклучува дека тоа не му само му се причинува, зашто тие двете физички не се слични. Не би сакал да одиме во вистинските длабочини на овој проблем. Само да кажеме дека кога во човекот ќе се родат вакви асоциации, тој не може да биде вистински сексуално успешен. Дали ви падна нешто во очи во врска со однесувањето на таа жена спрема неговите неуспеси? Таа го исмејува. Се смее на неговата немашкост. Таа уште повеќе го засилува неговиот морален судир. Неговиот морален судир започна со Чевлит. Ако не беше тоа, дали овој случај со сите негови проблеми би го имале пред нас? Кој би знаел? Мислам дека од оваа врска и без тоа не би можело многу да се очекува. Моралните пречки знаат да бидат мощни, силни. Нив човек ги носи секогаш во себе. Тие се како негова сенка, некој друг јас, кој знае да ги сопира желбите во нивното остварување. Еден млад човек ја остави тука, во нашава земја, својата свршеница и отиде во странство на некоја специализација. Таму ми беше убаво, но се чувствував осамен. Особено кога ќе паднеше ноќите, не знаев што да правам со себе. Бев сместен во еден пансион и кога ќе ме налегнеше тишината, зашто сите некаде одеа, ме обземаше чуден немир. Вие знаете колку тишината може да вознемирува. Просто сакав нешто да се случи и со часови пишував писма на девојката. По неколку недели бев многу напнат и незадоволен. Посакував да се вратам и горев од желба да се видам со неа. Еден ден домаќините не поведоа на екскурзија со автобус. Таму беа многу млади луѓе. И се однесуваа со себе доста присно, да не кажам како стари интимни пријатели. Мислев дека долго време пред тоа се знаеле, но не бе во право. Наскоро видов дека се запознаваат тука, а потоа се однесуваат како стари познаници. Имаше држање за раце, гушкање, бакнежи и сето тоа со многу смеа и веселост. Јас бев настрана и посакував да се вмешам меѓу нив, но ме спречуваше срамот. Мислев дека не е редно верен човек да прави такви постапки и ми се чинеше дека на челото ми пишува кој сум и што сум. А ете, сакав да бидам послободен. Забележав дека една жена ми обрнува посебно внимание, дека ми се насмевнува и како сака нешто да ми каже. Јас ги тргав очите настрана, зашто сметав дека сум смешен ако покажувам знаци на интерес. Но со поглед го следев незиниот зелен мантил и долго се загледува во него кога таа тоа не го забележуваше. Конечно собрав храброст и придов. Ја прашав колку е часот. Замислете, не најдов ништо друго туку колку е часот. Таа сосем слободно се насме и ми рече:
Јас веќе долго време чекав да започнеме разговор, а вие колку е часот? Зошто токму тоа прашање, можевте и нешто друго? Јас посекав да пропаднам в земја, но враќање назад немаше. За среќа таа почна да го води разговорот и ми помогна да се вклопам во него. Потоа бевме во некоја сладкарница. Зборувавме за себе и на враќањето назад седевме еден до друг во автобусот и таа сосема слободно легна на мојата рака и ја подпре главата на рамото. Ми беше пријатно. И не знам како одненадеж почувствував потреба да ја прашам дали е среќна. И тогаш повторно посекав да пропаднам в земја, зашто таа ми одговори со прашањето зошто. Тогаш видов дека се урна целата наша интимност. Видов како се оддалечивме еден од друг и постанавме повторно странци. Дури некако се згадив од себе и прв пат мислев дека сгрешив. Зачудов жената како да не го доживуваш ова, туку се однесуваше спрема мене како и порано, како да не се случило нешто. И јас го заборавив она зошто. На враќање назад во градот врнеше дожд. И таа ми рече дека живее некаде далеко и дека по овој дожд би бил голем напор да ја придружувам таму. Ме праша каде живеете вие. Јас бев тука блиско и така таа појде со мене. Таа ноќ се разболев. Импотенција. Потполна импотенција. Из утрината таа си отиде и не се видовме повеќе. А јас се скусив специализацијата и се вратив тука. Со свршеницата немаме сексуални интимности. Но јас го одлагам бракот. Се ми се чини дека ќе се повтори она. И длабоко сум уведен дека ќе се повтори. Инако, верувајте ми, тој брак го сакам. Па ова е цел расказ. Дали овој човек е зрел? Зошто не? Затоа што на илјадници километри ги носи во себе своите примитивни чувства. Зошто примитивни? И зар е важно дали сме од некого географски оддалечени ако го сакаме? Човекот едноставно не можел да се ослободи од сопствениот морал, за да прифати еден површен емоционален однос. Сетете се колку му било тешко кога жената го прашала зошто да е среќна заради пријателството со него. А во тоа настрадала неговата самовљубеност. Не само тоа. Туку тоа му бил доказ од и пријателството на жената со него за неја е случајност и нешто безвредно. Тој самиот вели дека тоа просто го шокирало. И тогаш е сосема разбирливо и нормално што тој со неа не можел да биде маж. Внимавајте, велиме нормално. Но ненормално е што тој го одлага бракот, поради сомневањето во својата моќ. Многу неискусни мажи доживуваат слични заблуди и се разбира, не се во право. Тогаш е потребно да ја видат сопствената психолошка вистина и да бидат охрабрени за да заживеат без пречки и сомневања во себе. Што стана со овој човек? Се оженили или не? Се ожени, зошто да не се ожени? И ово искуство за него е поучно. Не може човек да направи многу против сопствениот морал. Корените во овој случај се мощне длабоко.